Македонски хумористични народни приказни. Мајсторот што го турнал оџакот. Еден мајстор му направил оџак на некој човек. На завршување вечерта, оџакот почнал да се навалува и да паѓа. Мајсторот го потпирал со плеките за да не падне. Арно ама, плитарите биле тешки, па мајсторот видел дека оџакот ќе падне, бидејќи го направил накриво. Тогаш почнал да вика по стопанот: "Еј, господине, еве, го направив оџакот, дојди да ми платиш зашто ќе го турнам ако не дојдеш на покривот." "Добро, мајсторе, ќе ти платам, слези долу, ќе ти платам и надплатам." "Не, овде донеси ми ги парите или ќе го турнам оџакот," одговорил мајсторот. Стопанот го молел, го колнел, арно ама мајсторот никако не се согласувал да слезе долу од покривот. Кога забележал дека не може да го додржи оџакот, се поиставил, па тој паднал. Кога тоа го забележал стопанот, му извикал на мајсторот: "Море, зошто го турна оџакот, бре мајсторе, добро да не видиш? Нели ти велев да ги донесеш парите овде," му рекол налутено мајсторот на стопанот. "Јас го правев оџакот, јас го турнав," додал мајсторот. Понекогаш лагата го скрива срамот. Самиот мајстор така се пофалил пред другите мајстори, признавајќи им дека се послужил со лага, измамувајќи го стопанот. Лажливото здравие. Едного го прашале: "Како сте дома?" "Се здраво, се живо сме," одговорил тој, "а само кучката ни лежи на керамиди болна." "Ами од што е болна?" прашале. "Од јадење коски од нашата маска," одговорил тој, "и залетна една коска во грлото, та од тоа е болна." "Дали ви псоиса маската, од што?" "Псоиса," рекол, "но се ешчем камења за гробот од мајка, се наби од камењата, та од това псоиса." "Дали и мајка ви умре, од што?" "Умре од жалба за татка." "Ами и татко ви умре, од што?" "Умре од жалба за брата ми." "Зошто? Дали и брат ти умре?" "Умре и тој на туѓина." И така, сите во куќата биле се здраво, се живо, а никој жив не останал. Селанецот и оџата. Еден селанец имал документ напишан на турски и се чудел кој да му го прочита. Одејќи по патот сретнал ефендија, господин со чалма, значи оџа. "Ефенди, ефенди," му викнал, "прочитај ми го документов." "Не знам, бре синко," му одговорил ефендијата. "Ами како така, ефендија со чалма, не знаеш да читаш?" одговорил зачудено човекот. "Ех, штом работата била до чалмата, еве ти ја, земи ја, врзи си ја околу главата и прочитај си го документот," духовито одговорил оџата. Магарето што јадело граф. Во еден зимски ден, некој селанец се враќал од пазар в село и бил речиси премрзнат од студот. На патот најшол една мејана која се наоѓала во некое поголемо село. Било веќе пладне, а селанецот бил гладен, па решил да руча во мејаната и да се стопли. Го врзал магарето пред мејаната и влегол. Таму видел насобрани луѓе од селото кои го зафатиле сето место околу огништето. Селанецот смислил шега со која ќе ги натера селаните што седеле крај огништето да излезат надвор. Стоејќи до вратата му викнал на мејанџијата гласно: "Мејанџи, дај ми една порција граф, а друга порција однеси му на моето магаре што е врзано надвор пред мејаната." Насобраните селани, бадијалџии, ги наостриле ушите и некој од нив му рекол: "Ами магаре ќе јадело граф?" Моево магаре јаде граф, ако не верувате, појдете со мејанџијата и ќе се уверите." Мејанџијата му донесол една порција граф и тргнал да му носи порција граф и на магарето. Тргнале по него сите селани и го ослободиле местото околу огништето. Тогаш итриот селанец си седнал на топло место крај огништето и почнал да си го јаде нарачаниот граф. Трајко без глава. Во едно мариовско село некоја мечка се научила на селаните да им прави големи пакости. Затоа селаните се собрале да се договорат како да се куртулат од неа. Решиле да ја отепаат. Се јавил еден од нив како похрабар да ја отепа мечката. Се викал Трајко. "Јас ќе ја отепам," им рекол тој на селаните. Мечката имала дувло во една длабока јама. Трајко им рекол на селаните: "Јас ќе слегнам во јамата и ќе ја отепам. Врзете ме за појас со едно јаже, па кога ќе мрднам со јажето, вие да ме извлечете." Селаните го врзале Трајка со јаже за појасот и го спуштиле внатре да ја отепа мечката. Само што наближил до мечката, таа зинала и му е лапнала главата. При тоа Трајко мрдал со рацете и со нозете,
а на селаните им се сторило оти Трајко ја отепал мечката па им мрднал со јажето за да го извадат надвор. Го повлекле јажето и го извадиле Трајка, ама бил без глава. Кога селаните го виделе Трајка без глава, се прашале меѓу себе: имаше ли Трајко глава или немаше? Никој од нив не знаел да одговори дали Трајко имал глава или не, та решиле да ја прашаат жена му: Трајковице, имаше ли Трајко глава или немаше? Па не знам, одговорила Трајковица. Од Великден на Великден купуваше по една нова капа од волна, ама имаше ли глава или немаше, не знам, им одговорила кутрата Трајковица. Ги надмудрил своите синови и снаи. Некој старец имал 3 сина. Домаќинката му умрела рано. Пораснале синовите и сите се ожениле. Снаите се погодиле лоши и не го гледале свекорот како што треба на стари години. Тој се оплакувал на синовите, но тие под влијание на своите жени не се грижеле за татка си. Тој долго време размислувал и најпосле смислил како да ги натера своите синови и снаи подобро да го гледаат. Еден ден ги повикал синовите и им рекол: слушајте, синови мои, на едно место имам скриено грне полно со жолтици. На оној кој најдобро ќе ме догледа до крајот на животот, ќе му кажам пред смртта кај е скриено грнето со пари. Синовите им заповедале на своите жени што поубаво да го гледаат стариот татко. Секоја снаа се трудела најдобро да му угоди на свекорот. Добро си проживеал таткото. Пред умирачката ги повикал синовите и снаите и им рекол: ви благодарам за грижите што ги имавте за мене. Колку пак за грнето полно со жолтици, не барајте го, и тоа е само моја смислена лага за да ме гледате како што прилега на татко и свекор. Да ми речеше магаре, немаше да се лутам. Во турско време, на еден мезлич собир во градот Штип се собрале многу турци и каури. Се расправало за тоа кои мала да добијат чешми. Збор по збор дошло и до кавга помеѓу двајца малски првенци каури. Едниот од нив се викал Чорбаџи Димчо, а другиот Стојан. Чорбаџи Стојан го навредил Чорбаџи Димчо, нарекувајќи го Ешек, магаре, пред сите на собрани, бидејќи бил и наетлив како магаре. Што ќе речел, никогаш не се откажувал од реченото. Навреден од лошиот збор што му го рекол Стојан, Чорбаџи Димчо одговорил: да ми речеше магаре, немаше да се налутам, бидејќи ќе разбереа само каурите. Ама ми рече Ешек, па разбраа и турците и каурите. Мало турче, ама чисто турски зборува. Во турско време двајца македонци отишле во Стамбул на печалба. Знаеле помалку турски, што се вели чатпат. Кога стигнале во Стамбул, требало да се јават во уќуматот управата дека пристигнале во тој град. Одејќи по една стамбулска улица, виделе едно дете, турче од 7-8 години, и го прашале каде е уќуматот. Малото турче убаво им објаснило како ќе стасаа до уќуматот. Од кога поодминале малку по уличката, Петре му рекол со чудење на својот другар печалбар: Јонче, мало турче, ама чисто турски зборува. Само место дома дошло. Едно време на магарето му здодеало од тешката работата, побегнало од својот стопан и тргнало да бара некое место каде што може да се живее и без работа. Патем, одејќи, сретнало еден овен кој го прашал магарето: каде вака, пријателе? Не се трае веќе, брате, одговорило магарето. Свадба се прави негде, ајде магарето да носи вода. На дрва магарето, ѓубре на нива пак магарето. А кога ќе дојде ред за јадење, една рака слама ќе му дадат од коњите или пак ќе му фрлат еден преграб суви прачки, нека гризе. И утре пак од рано, ајде на работа, на дрва, по вода, на нива. Не се трае веќе, овие маки не се трга, ќе бегам, ќе барам место каде што нема работа, да починам малку. Одговорил овенот, ами и јас со тоа бегам. Свадба се прави негде, ајде да заколеме овен. Гозба се готви, ќе колеме овен. Без оглед дали дошле пријатели или душмани, ќе ги гоштеваме со овен. Се здружиле двајцата и тргнале по патот. Напрагу ги сретнала лисицата. Таа ги прашала: каде вака, пријатели? Тие и раскажале од што бегаат и каде одат. Им одговорила таа, те и јас со тоа бегам. Свадба се прави негде, ајде да ја одереме лисицата, да го поставиме кожувот на зетот и на невестата. Така и таа се здружила со нив, та станале тројца другари.
Одејќи си така сите тројца ги сретнало едно петле. Каде вака пријатели? Ги прашало петлето. Тие и нему му раскажале зошто бегаат. Па и јас со тоа бегам, им рекло тоа. Први ќе се прави негде, ајде да заколеме петле. Дошол зетот на гости, ајде да заколеме петле. Душман дошол, гостин дошол, пак да заколеме петле. Поклади дошле, Божиќ дошол или Великден, ајде да заколеме петле. Никој не гледа дали си пркнало малку или не, дали си пропеало или не. Важно е да има петле за на софра. Не се трпат веќе овие маки, ќе бегам и јас заедно со вас. Така, и тоа се здружило со нивта, се сториле четворица другари и продолжиле да одеат. Оделе што оделе по патот, нашле една кожа од волк. Сакале да ја земат, ама им било мака, не можеле да ја носат. Тогаш магарето им рекло: земете ја и фрлете ми ја на грб, јас ќе ја носам, јас сум учено да носам товар. Животните ја зеле кожата и му ја фрлиле на магарето, па си продолжиле по патот. По патот дошле до една пуста воденица и таму ги стемнило. Влегле во воденицата за да преноќат, ама што да видат внатре. Жива душа немало. На огништето горел оган, а на огнот ставена вечера да се вари. Во воденицата живееле мечки и волци кои тогаш били излезени негде на лов. Животните што дошле во воденицата не знаеле што да прават, дали да влезат и да останат или да си одат. Не биле никако. Да влезат и да останат тука им било страф, зашто виделе оти има некој друг што си живее во воденицата. А пак да си одат немало време, зашто веќе било стемнето. Најпосле виделе не виделе, влегле во воденицата и останале да преноќат. Волчешката кожа што ја беа нашле по пат, влегувајќи во воденицата, ја наполниле со слама и ја обесиле на вратата, а тие влегле и споседнале крај огнот. По малку време, кога животните веќе се грееле околу огнот, дошле две мечки и два волка со сечелата, домаќините на запустената воденица, и ги нашле тука. Гостите, кога ги виделе домаќините, се здравили и се скамениле од страф. Добре дошле, пријатели, им рекле мечките и волците. Добро ве најдовме, им одговориле гостите. Повелете, седнете, седнете, седнете де, ги поканиле домаќините. Тие седнале. Најгоре го ставиле да седне магарето, како поголемо од сите. До него седнало овенот, потоа лисицата, на најодзади седнало петлето. Вечерта јаделе, пиеле и се веселеле. Домаќините едно време ги натерале гостите да запеат малку. А магарето им рекло: првин треба да запее домаќинот, па потоа гостите, така прилега и така си е редот. Набргу по желба на гостите прва запеала мечката. Само месо дома дошло, само месо дома дошло. Кутрите гости, кога ја чуле мечкината песна, се стопиле од страф. Потоа го натерале да запее и магарето. Кутрото магаре, каде го нашле токму него да пее, туку што да прави? Требало да се запее. Запеало и тоа со рикачкиот глас: ја излези надвор да видиш што виси на врата. Ја излезете надвор да видите што е чудо почудено. Тогаш волците и мечките се загледале едни во други и си намигнале како да излезат надвор да видат што има. Пуштиле едно од мечињата да види што има надвор и му порачале, ако е нешто лошо и страшно, да бега и да не се враќа назад во воденицата. Излегло мечето, но што да види? На вратата бил обесен волк. Тоа била кожата волчева, што гостите ја нашле патем и ја обесиле наполнета со слама, а волците и мечките кога влегле не ја виделе. Мечето од страф не си ја покажало веќе главата во воденицата, туку си избегало во планината. По малку време, бидејќи не се вратило првото мече, пратили друго од децата, но и тоа исто така се исплашило и побегнало. Така полека едно по едно ги испратиле надвор сите мечиња и волчиња да видат што има и така сите избегале. Најпосле, како што седеле волкот и мечката, и тие станале да бегаат. На овенот пак му се сторило и рипнале по нив за да ги изедат, да скокнали тој да бега низ вратата. Арно ама, наместо да ја отвори вратата, тој со роговите повеќе ја затворил, та сите останале внатре. Сите се исплашиле, едните од другите, домаќините од гостите, а пак гостите од домаќините. Од тие стравови магарето почнало да рика а лисицата трчала од ќоше во ќоше за да најде некоја дупката да избега, а пак петлето скокнало и летнало на греди и фатило да пее кукуригу.
Сите гледале како да избегаат некако. Најпосле волкот и мечката побегнале, се мушнале некако низ вратата, избегале и отишле да си ги бараат децата. Кога си ги нашле заскитани по планината, седнале таму да си разговарале, си ги раскажувале стравовите што ги виделе. Виде, и рекол волкот на мечката, тоа малото како викаше на гредите, донесете ортома да ги обесиме, подајте ми ги овде. А пак таа со долгата опашка трче од ќоше в ќоше барај ортома, а тој со долгите уши што седеше најгоре, кога му викна на тој со свитканите рогови, абре затвори вратата, држете ги да ги фатиме, да ги обесиме, да не бев ми избегале, сите ќе не обесеа. Таква потера виделе зверовите и питомите животни едни од други помеѓу себе. Селанецот, волкот и јагнето. Во едно планинско село во Мариово се настравил еден волк и често доаѓал во трлото на еден селанец и му давал по 2-3 овци секој ден. Селанецот размислувал што да направи да се ослободи од овој стрвник волкот. Најпосле смислил да направи една длабока дупка и да ја покрие со гранки и лисје што попаѓале од дрвјата. Направил таква јама пред влезот од трлото, ја покрил убаво со гранки и лисје. Ставил во јамата едно јагне. Јагнето блеело преку ноќта и така го повикало стрвниот волк. Волкот згазнал на гранките што ја покривале јамата и пропаднал во неа. Веднаш дотрчал селанецот кој демнел скриен во колибата што се наоѓала близу трлото. Зел да ги поднаместува гранките и гранчињата, за да не му избега волкот, но и тој се слизнал и паднал во јамата. Така се нашле едно до друго исплашени селанецот, јагнето и волкот. Јагнето од страв што го видел волкот толку близу до него, почнало да блее. Селанецот му се умилкувал на волкот велејки: "Нема тука бее, се знае господинот волк кого ќе изеде." Прилепски бербер обрикол магаре. Некој селанец еден ден дотерал товар дрва за да го продаде во Прилеп. Шетајќи по улиците на Прилеп наишол на еден бербер. Тој го прашал селанецот: "Колку пари бараш за сите дрва, бре пријателе?" "За сите дрва барам 2 гроша", одговорил селанецот. "Нека е ирлија, истовари ги дрвата и еве ти 2 гроша." Селанецот ги зел парите и ги истоварил дрвата од магарето. Тогаш берберот му рекол: "Ние се погодивме да ти дадам 2 гроша, ама за сите дрва. Ти се кандиса и јас честно ти платив 2 гроша. Тогаш остави го и самарот од магарето, оти и во него има дрва." Видел не видел, кутриот надитрен селанец му го оставил и самарот на берберот и си заминал в село. Долго време се мислел како да го надитри берберот. Смислил план и дошол в град. Отишол заедно со магарето кај берберот. Го врзал магарето пред берберницата, влегол во неа и го прашал берберот: "Колку пари сакаш да ме избричиш?" "За едно бричење барам 1 грош." "А колку ти чини пари да избричиш 2?" "За 2 ќе ми платиш 2 гроша. Еве ти 2 гроша и сега избричи ме." Го избрикол берберот селанецот и прашал: "Кај ти е другиот што треба да го избричам?" "Еве го стои врзан за едно дрво пред берберницата. Не бричам магариња, туку луѓе. Како што со купените дрва ми го зеди самарот од магарето, така ќе го избричиш и магарево. Спогодбата си е спогодба." Куцото Петле и мачорот. Си биле еден дедо и една баба. Тие си имале едно куцо Петле и еден мачор. Еден ден бабата му рекла на деда: "Дедо, ајде да си се поделиме, да си ја поделиме и стоката." Тие се делиле, си ја поделиле и живата стока, петлето и мачорот. Мачорот припаднал на дедото, а петлето на бабата. Оваа си имала една аспра, а таа и загинала. Бабата многу жалела за аспрата и петлето и рекло: "Бабо, не жали, јас ќе одам кај царот да ја барам аспрата." Петлето кинисало да оди кај царот на Давија да ја бара аспрата и куц дошло до една река. Реката била голема и силната, тоа не можело да ја премине или да ја прегази. Тогаш тоа зинало и ја испило водата од реката. Реката се исушила и петлето си поминало отаде реката. Петлето тргнало да си оди по патот. Куц и патем сретнало еден волк. Волкот го прашал: "Со здравје, каде вака куцо Петле?" "Кај царот на Давија," му одговорило петлето. Волкот сакал да го изеде, а петлето зинало пак и го лапнало него.
Потоа пак си тргнало по патот и дошло кај царот, се качило на царските полесоци и попејало: Кукуригу, цару, цару, жити царицата, дај ми асприцата. Кога чул царот, се налутил и повелел да го фатат и да го фрлат во конјушницата за да го изгазат коњите. Царските луѓе го фатиле и го фрлиле во конјушницата, а петлето тогаш го изфрлил волкот, а овој ги издавил сите коњи. Пак петлето се качило на полесок и попејало: Кукуригу, цару, цару, жити чалмата, дај ми аспрата. Пак чул царот и се налутил, та повелел да го фатат и да го фрлат во запалена фурна за да изгори. По царската наредба го фатили и го фрлиле во фурна. Петлето ја отпуштило водата од реката што ја беше испило, те изгаснала фурната и тоа не изгорело. Пак се качило на полесок и викало: Цару, цару, жити царицата, дај ми асприцата. Тогаш царот рекол: Фрлете го во хазната од белите пари, та да се удави. Го зеле и го фрлиле во хазната со белите пари. Тоа зобало, та се назобало бели пари, та си легнало и се уталожило како пцовисано. Ја видете што се стори петлето, по некое време им рекол царот. Царските луѓе го виделе и го нашле во хазната, кај лежало и им се сторило и навистина било пцовисано, та го фатиле за нога и го изфрлиле на патот на буниште. Потоа малу си станало, се качило пак на полесок и викнало: Цару, цару, жити чалмата, дај ми аспрата. Пак царот чул и многу се налутил, та повелел на своите луѓе да го фатат и да го фрлат во хазната со флорините. Тоа зобало и се назобало флорини и си легнало како пцовисано. Царските луѓе пак го побарали и го нашле обтегнато како умрено, та пак го изфрлиле на пат, на буниште. Потем малу петлето, откако го изфрлиле, си станало, та куц си дошло дома при бабата и уште одалеко и викнало: Бабо, бабо, постели еден килим, земи сукалото, удри ме по задник, та да видиш што ќе ти посерам. И си влегло дома. Што ќе ми посериш, му рекла бабата, кокошајнци? Не, бабо, не, повторило петлето, туку постели еден килим, земи сукалото, удри ме по задницата, да видиш што ќе ти посерам. Бабата најпосле го почула, послала еден килим, зела сукалото и удрила петлето по задника, тоа дрис, белите пари, какарак грошои, дрис, жолти пари, флорини, та надрискало еден ќуп бели пари и еден ќуп флорини. Дедо со мачорокот слушале, виделе и завидувале на бабата. Мачорокот тогаш му рекол на деда: Пушти ме, дедо, и мене, и јас ќе ти донесам незнаено пари. И дедо го пуштил мачорокот да му надонесе пари. Тој мачорокот со трчење отишол во една воденица, таму си изнајал глувци, та ете ти го со радост при деда, кај му викат: Дедо, бргу постели килим, земи сукалото, удри ме по задник, та да видиш што ќе ти испосерам. Дедо со брзина послал еден килим, зел сукалото, го удрил мачорокот по задник, а тој дрц глувци. Пак удрил, пак дрц глувци. Му издрскал полн килим глувци. Лисицата и волкот. Едно време волкот и лисицата се побратимиле, та се договориле заедно да си живеат и заедно да се грижат за прехраната си. Еднаш тие си спечалиле една врчка мед и си ја скриле во некоја дупка надвор од увлото. Не поминало многу и на лисицата и се пријало мед, туку како да се најаде. Измислила една итрост. Му рекла на волкот: Куме волче, чука некој на врата, да одам да видам кој чука. Оди, ја одговорил волкот. Таа не отишла до вратата и пак се вратила. А волкот ја прашал: Кој чука на врата? Ме канат за кума да крстам дете, рекла лисицата, да одам или не? Оди, и рекол волкот. Лисицата отишла кај врчката и се најала мед, да си се вратила. Кога дошла, волкот ја прашал: Како го крсти куме лисо детето? Начмиш, одговорила таа, а пуста будала волче не разбрал, оти лисицата го начнала медот. Потем некое време на лисицата пак се пријало мед, та пак викнала: Кој чука? Ѓоа на вратата и го прашала волкот: Куме волче, некој чука на врата, да одам да видам кој е? Оди, и рекол волкот. Лисицата отишла до негде и пак се вратила и му рекла: Куме волче, ме канат за кума да крстам дете, да одам или не? Оди, и рекол волкот.
Таа пак со трчање отишла кај врчката, го преполовила медот и пак се вратила. Волкот ја прашал: како го крсти детето, кума Лисо? Начмиш преполовач, му одговорила таа и пак пусти волче не се сетило ти кумата ја преполовила врчката со медот. Потем малу време пак на лисицата ти се пријало мед и пак викнала: кој чука на врата? И отишла да види. Кога се вратила му рекла: куме волче, ме канат за кума да крстам дете, да одам или не? Волкот и дал согласност и таа отишла при медот, го изела целиот и врчката празна ја истркалала по долот. Кога се вратила, волкот ја прашал: како го крсти детето? Го крстив, куме волче, му рекла: тркалец малец, дурво долец. И така лисицата го изела сиот заеднички мед, а пусти будала волче не можел никако да ја насети. Излажаниот бербер. На Аврам сиромавиот косата веќе му порасна до рамена, а пари немал за да се подстрижи. Но иако бил сиромав, сепак во него имала некоја мангупска и троштина. Како што си шетал така низ градот, сретнал дете од 10 години. Еј, малечок, сакаш да одиш на бербер да се подстрижеш? Гледам и ти имаш долга коса како мене, му рекол Аврам на детето. Детето му одговорило: добро чичко, само јас немам пари. Не бери гајлети за пари, му рекол Аврам, јас ќе ти платам. Аврам го зел детето и двајцата отишле кај берберот. Прв седнал Аврам да се подстрижува. Кога се подстрижал, му рекол на берберот: ти благодарам, бербере, а сега додека го подстрижеш детето, ќе одам да купам по едно кафе да се напиеме. Не ти благодарам, му рекол берберот, јас треба да ви купам, вие сте мои муштери. Но Аврам запнал тој да оди по кафе и отишол. Берберот го подстрижал детето и го чекал Аврам за да плати. Чекал што чекал до некое време, најпосле го прашал детето: а бре малечок, татко ти се закасни, уште го нема да дојде. Тогаш детето му рекло: па тој не ми беше татко, ме најде на улица и ме зеде да се подстрижеме, јас него не го познавам. Тогаш на берберот му текнало дека ова е некоја мангупска работа и увидел дека е излажан. Глувата баба и еден човек. Една глува баба си одела едно утро кај ќерка и отиродила дете. Ја сретнал еден човек на патот и бидејќи стара, историл често и рекол: добро утро, бабо. Кај ќерка ми одам, синко, му рекла бабата. Јас што ти велам, ти што ми велиш, мори бабо, рекол човекот. Кај ќерка му ја одам, бре синко, му рекла бабата повторно. Се разбравме дури сега, и рекол човекот. Бре, кога сте разбрале, синко, ти ми родила ќерка ми машко дете, му рекла бабата. Ете, дури сега, бабо, се разбравме, и рекол човекот. Бре, сега сте разбрале, а? Му рекла бабата. Господ да не прости и тебе и мене, бабо, не ќе можеме да се разбереме ние двајцата како гледам, туку ој ми си со здравје, и рекол човекот. Господ, сполај му, тој и даде на ќерка ми машко дете, синко, и вам Господ со некој машко да ве дарува сега побрзо, му рекла бабата. Толку бил късметот, мори бабо, да не можеме да се разбереме ние засега, ама ако се најдеме друг пат, белки ќе се разбереме, и рекол човекот. Така е, синко, така, да си ми жив. Саде со късметот нека биди, па и ние кога ќе разбереме оти вам Господ ви дал дете, ќе ви ја најдеме куќата и ќе ви дојдеме на честење, ако сум жива, му рекла бабата. Хе, се изнасмеал човекот и рекол: седи ми со здравје, бабо. Се смееш, му рекла бабата, оти ти е арно тоа што ти го велам, од стар човек благослов фаќа. Крадецот што крадел лук низ оџак. Се качил крадецот врз куќата од еден бавчанџија. Сакал да влезе низ оџакот на куќата и да му го украде лукот од гредите на кои домаќинот го сушел. Погледнал низ оџакот надолу за да ја види гредата и да стапне на неа, па да се спушти на неа. Бидејќи светела месечината, сенката од гредата му се видела поблиску до него, та тој стапнал крај неа во празно, паднал на плеќи сред куќи, раскостен, па не можел да се помрдне. Кога тој бувнал на земи, се разбудила бавчанџиката и му свикала на мажот со возбуден глас. Стани домаќине да би ослепел, запали ја борината зашто ни слезе еден крадец. Мори де, бре, душко, не брзајте да запалите борина, зашто, како што сум паднал и утре ќе ме најдете овде, им довикнал крадецот. Го фатил лукот.
Некој човек отишол ноќем во една бавча да краде лук. Само што влегол во една леја да бере, го видел бавчанџијата и од зад него полека му се приближил. Во истото време арамијата беше се наведнал да корне од лејата лук. "Што правиш тука, бре?" му свикал бавчанџијата. "Еве кај се држам за лукот," му одговорила арамијата. "Зашто овде ме довеа ветрот, пријателе?" "Ама ако те довеал ветрот, зашто се држиш за лукот?" му рекол бавчанџијата. "Па се држам, пријателе," му рекол арамијата, "за да не ме одвее пак на друго место ветрот." Со таа и троштина се оправдал арамијата пред простиот бавчанџија. Господ и 40 маченици, премногу за помошници. На денот на 40 маченици еден човек си го подготвувал конјот за да замине на пат. Кога го наместил каменот на кој сакал да стапне за полесно да се качи на конјот, се прекрстил и рекол: "Еј, Боже, помогни ми и вие, денешни 40 маченици, да ми помогнете." Ја клал ногата на узенгијата, та се засилил колку што можел и се префрлил преку конјот и паднал од другата страна на земја. "Оф, се отепав да видел Господ мори жено," и рекол на жена си која стоела наблизу за да го испрати мажот на пат. "Ќе се отепаш, домаќине, ја, зарем малку ти беше Господ што го викна на помош, па ги викна и денешните 40 маченици да ти помогнат, бидејќи многумина те префрлија дури преку конјот," констатирала жена му. Магаре јавај, магаре барај. Некој дрвар собрал 10 градски магариња и пошол да оди по дрва. Кога ги потерал магарињата пред себе, ги избројал, биле 10. Подоцна по патот јавнал на едно магаре, а другите ги терал пред себе. Потоа пак почнал да ги пребројува за да провери дали се точно 10. Ги бројал, ги пребројувал, му излегувале 9, зашто тоа што го јавал не го бројал. Почнал да се грижи, мислејќи дека пуштил едното по патот да му се загуби. Се потресол сиромавиот човек каде му се изгубило едното магаре. Слегол да го бара. Откако слегол, пак ги пребројал и му излегле токму 10. Му дошла душата наместо оти магарето се нашло, па пак јавнал на едно од нив, а другите ги терал пред себе. Откако јавнал пак, си рекол да ги преброи уште еднаш. Брои, пак едно му излегува помалку, 9 магариња. Пак слегол и почнал да ги брои, му излегуваат точно. Така тој неколку пати направил. Качи се, преброи ги, излегуваат 9. Слези, преброи ги, му излегуваат 10. И никако не му текнувало да го брои тоа магаре што го јавал. Дури најпосле одвај му текнало, па си рекол: "Туф, магаре јавај, магаре барај." Загинатото магаре. Еден ден на некој селанец му загинало магарето. Удрил да го бара, де ваму, де таму, но не можел никаде да го најде. Најсетне си рекол: колку ме измачи ова магаре, штом ќе го најдам, ќе го продадам макар и за 1 грош." И така, барајќи го со денови и недели, најпосле го нашол во некое место во селската планина, каде што гризе магарешки трн. Му го наврело главникот, го јавнал и право го однесол дома, но по малку време му текнало за зборот што го рекол: "Ако го најдам, ќе го продадам макар и за 1 грош." За да биде селанецот достоен на речениот збор, тој решил да го продаде магарето. Но сепак му било незгодно магарето да му оди за 1 грош. Тој се послужил со една негова и троштина. Му го клал самарот и го однесол на Ајван пазар. Застанал на некоја ќоше во пазарот и почнал да вика: Ајде народе, елате тука, продавам вредно и јако магаре, само да знаете. Магарето го продавам само за 1 грош, а самарот му го продавам за 100 гроша. Кој ќе го купи магарето, мора да го купи со се самар. Ајде народе, ајде, викаше селанецот. На кого ќе му биде касмет ајрот да му го види. По малку време се приближил некој селанец од друго село и го купил магарето по цената што ја барал стопанот на магарето. И така, стопанот на магарето на тој начин се снашол и на зборот да биде достоен и пари да спечели од неговото магаре што толку го измачило од барање низ полето и низ селската планина. Мрзливата жена. Една жена била многу мрзлива. Мажот и постојано се лутел и ја терал да работи, ама таа ич не го слушала. По некое време мажот и одваја натерал да му преде конец за да му сплете кошула. Во еден празничен ден жената отишла в црква и таму почнала да им се фали на другите жени дека му предела на мажот и нова кошула.
Кога се фалела, се погодило крај неа да помине мажот и па таа му рекла: "Мили мажу, мили трикошулнику." Тој кога го чул тоа се свртел кон неа и ја прашал: "Зошто жено ми велиш трикошулник? Јас немам 3 кошули, туку имам само една." А таа му одговорила: "Една мажу што ја носиш, една ти предам 2 и една наумив да ти предам, ете ти 3 кошули." Мрзливата сопруга. Си била една мрзлива жена. Мажот ти посакал кошула за да се промени, а таа не му давала. "Оти вака, жено, не ми даваш кошула за да се променам," ми рекол мажот. "Вошките ќе ми изедат." "Море, ами кај да најдам мажу," му рекла, "кога немам ни за тебе ни за мене." "Ами зошто да немаш, мори жено? Како имаат сите жени, така да имаш и ти." "Де иди мажу, де иди домаќине, ами зошто си будала, море? Ами кај имам време јас да ткаам платно, ти ки да го белам, та после кошула да ти шијам." "Ами кој ден да работам и јас не знам. Секи ден работа имам. Секој понеделник месам посен зелник, вторник пототолник, среда ќе ја врзам за греда, четврток неврток, петок ми оглаец, сабота ќе одам на пазар, во недела ќе седам на порта." "Еве бре домаќине, овие се дните, кажи сега во кој ден да ткаам платно за да ти направам кошула. Та кога немам празен ден, сакаш неќеш, без кошула ќе си одиш." Мрзливиот овчар. Еден овчар цел ден остригол само 3 овци. Што туку се смрачило и свикал на жената си: "Жено мори, брзо запали една борина и ела светни ми да острижам 5-16 оти, денеска само 3 остригов. Ајде брзо светни ми да острижам 5-16 за 1 час." "Де иди мажу, де иди душко, цел ден 3 острижа, па сега 5-16. Фали ме устоот и ќе те раскинам." Циганот како сведок. Двајца луѓе се скарале за една пушка. Едниот од нив имал сведок, а другиот човек немал сведок. Вториот отишол кај еден циганин и му рекол: "Ќе ти дадам 1 лира ако на судот кажеш дека пушката е моја." Циганот се согласил да сведочи во полза на тој човек и отишле на суд. Кога дошол редот на циганот да каже како сведок чија е пушката, тој му рекол на судијата: Господине судија, јас знам дека пушката е на овој човек." Судијата го прашал: "Од каде знаеш оти е негова?" А циганот одговорил: Господине, јас оваа пушка ја знам уште од кога беше пиштол." Овчарот и владиката. Еден овчар го донесол патот да помине покрај црква и чул владиката кај што кажува поучение за луѓето од Владиков стол. Во тоа време бил засилен владиката во викањето, та овчарот му се посакало да влезе и да чуе кој вика така. Влегол в црква и пошол дури пред владиката, та му се пулел право в уста и в очи. Откога му се понагледал, сфатил овчарот да плаче и да се лигави, дури на глас плачел. Гледајќи го владиката, овчарот оти толку плачел од словото негово што го кажувал, уште повеќе се силел да кажува. Откога владиката го докажал поучението, слегол од столот да си оди и му рекол на овчарот: "Дали чубре овчару што поучение те прикажив?" "Чув, свети владико, ама дека еѓушски прикажуваше, туку ни еден збор не разбрав, од едното уво ми влезе, низ другото ми излезе," му рекол овчарот. "Кога не разбираш грчки," му рекол владиката, "ми зошто плачеше толку?" "Да знаеш, свети владико, зошто плачев јас и ти би плачел," му рекол овчарот. Ај кажи ми да чуjem зошто плачеше," му рекол владиката. "Ќе ти кажам, свети владико, туку дердот ќе си го накренам, ама лели ме прашаш, ќе ти кажам што плачев. Ева сега ќе стори 6 месеци време од кога ми пцови се еден најголем јарец што ми беше водач на сите јарци. Да знаеш, свети владико, што пуста брада имаше, а слика како твојата, голема и црвена му беше. Ни земи ни остај, ај веќе како главата да си му ја пресекол на јарецот, асли како него си прилегаш, свети владико, да ти имам молитвата. Ете, од тоа плачам," му рекол. Кога ги беше чул тие зборови, владиката од овчарот си ја помазни брадата и си ја наведнал главата, та си отишол велејќи: "Со деца не треба да сркам маштеница." Поуката на еден поп. Еднаш еден поп во недела в црква ги поучувал селаните. "Благословени христијани," им рекол,
Секој што има по 2 кошули да ја даде едната кошула на сиромаси. И некои други такви совети им дал попот на селаните. Меѓу присутните во црквата била и попадијата, го чула и едната кошула од попот му ја дала на некој сиромав човек. Наредната недела попот чекал попадијата да му даде нова кошула да се пресоблече, но попадијата не му давала друга кошула. По 2-3 недели попот ја прашал сопругата: "Мори попадике, зошто не ми даваш друга кошула да се преслечам?" "Ама попе нема друга кошула." "Зошто да нема? Ами каде ми е другата кошула?" Тогаш попадијата му одговорила: "Нели ти попе ни рече в црква дека секој што има 2 кошули да ја даде едната на сиромаси и јас ја дадов." "Мори будала, јас тоа го велев за другите, а не за тебе." Попот јарец. Едно време имало еден поп. Умрел некој сиромав човек и 4 дни останал незакопан, бидејќи жена му немала пари да плати да го отпеат. Најпосле дошол попот и жената на умрениот го молела попот да го отпеет, а најпосле овој го сторил тоа. Еден ден на жената од умрениот и дошле пари. Господ се сожалил та и испратил. Жената зела и му однела на попот 4 жолтици. Попот ги прегледал, видел дека се старовремски, па ја прашал: "Од каде ти се овие жолтици?" "Господ ми ги испрати." Рекол попот, "Јас ќе ти кажам довереа." Отишол попот во едно стадо, заклал еден јарец, му ја одрал кожата заедно со роговите, та си ја навлекол на себе. Така наметнат вечерта отишол и се покажал на жената низ прозорецот и рекол: "Дај ми ги тие пари што ти ги даде Господ." И таа се уплашила, та му ги дала. Тој си отишол дома и ја викнал попадијата за да види таа што пари добил тој и да се соблече. Тегнеле, запнувале тие, ама не можеле да ја слечат кожата од јарецот заклан. По цел ден се обидували и плачеле, попот не можел да се ослободи од јарешката кожа. Наредниот ден другите попови се чуделе каде е попот и отишле дома да го побараат. Попадијата им рекла да отидат во кошарата и да го видат. Тие се зачудиле какво е тоа чудо. До вчера поп, а денеска ѓавол со кожа од јарец. Го качеле на една кола и го возеле по улиците, белки ќе биде простен гревот. Потоа и ги вратил парите на жената, та дури тогаш ја слекол кожата од јарецот. Итриот циганин. Циганинот Селим за некои приватни работи се скарал со власта. Тие виделе дека со него не може да се разберат и ја викнале полицијата да го затвори. Полицијата го зела и го ставила в затвор. Во затворот го мачеле, го тепале, а храна му давале како и на другите затвореници, колку душа да врти. Еден ден за ручек имало по една чаша млеко или по едно парче леп. Секој затвореник го прашувале што сака, млеко или леп. Кога дошле до циганинот Селим, тој им рекол: "Па знаете што, јас од малечок јадам дробено, затоа ве молам ако сакате да ми го надробите млекото со лебот." Кога виделе одговорните на затворот дека и во циганинот има некоја троштина, се насмеале и му ја исполниле желбата. Затоа се вели: "Циганите се парталави и црни, но со итрина никогаш не ги варни." Ромот станал султан. Еднаш за време на турското царство турците избрле за султан еден ром. Тие му рекле на ромот: "Стани манго султан." "Ами леп, кој ќе ми даде леп?" Турците му рекле: "Леп со кола." "Ама кој ќе ја тера колата?" "Колата ќе ја тераат царските слуги." Станал ромот султан. Го облекле во срмени алишта како што прилега на султан и го слушале царските луѓе. Еднаш излегол султанот да се прошета. По него тргнала царската свита. Минувал султанот низ една шума. Одејќи така, султанот застанал пред една бука. Застанала зад него и царската свита и чекала да чуе што ќе каже султанот. Султанот извикал со возбуда: "Ех, од оваа бука што сите и решета можат да се направат." Циганинот Рамче. Еден ден циганинот Рамче собрал неколку цигани и тргнале по фабриките да бараат работа. Барале што барале, најпосле дошле до една фабрика каде што примале само квалификувани работници. Чукнале на вратата од кадровската служба и влегле во канцеларијата. Во канцеларијата била само секретарката, која во тој момент чукала на машина. "Добар ден, господице секретарке," изустиле сите цигани како во хор. Добар ден, ги отпоздравила секретарката и им рекла: "Што се измачивте денес до тука? Ве гледам сте повеќе души, па може би си имате некоја мака." "Да, господице секретарке," едногласно и одговориле циганите.
Маката ни е многу голема. Сите како што не гледаш сме без работа. На вратата прочитавме дека сте примале квалификувани работници. Ние сите тука имаме квалификации. Затоа ве молиме што можете да сторите за нас да бидеме примени на работа. Гледате колку сме сиромаси. Кој без алишта, кој без опинци, а сите имаме по 5-6 деца. Добро, им рече секретарката, бидејќи сите имате квалификации, причекајте малку да го викнем шефот, па со него ќе разговарате. По малку време шефот дошол, се поздравил со сите како што е редот и ги прашал каква работа бараат. Каква било, шефе, му одговориле циганите, само да е лесна и добро платена. Па добро, им одговорил шефот, кога ќе се отворат такви работни места ќе ве примиме, а сега примаме само со квалификации. Па господине шефе, ние сите имаме квалификации, затоа и дојдовме тука. На вратата прочитавме дека барате квалификувани работници, влеговме да ја прашаме секретарката. Исто и на неја и кажавме дека имаме квалификации, му рекле циганите, а Рамче почнал да му кажува за секој еден циганин каква квалификација има. Еве, господине шефе, прво ќе почнем од мене. Јас сум квалификуван армоникаш. Овој до мене е квалификуван грнетист. Оној следниот е квалификуван гитарист, а оној со искинатата кошула е квалификуван кеманџија. Зошто ги викаме македонските власи куцовласи? Се прикажува оти кога некој си цар ги земал власите за да служат војници, измислиле голема и троштина за да не служат во војската. Ги поставил сите во еден полк. Првиот ден кога царот сакал да направи смотра на сета војска, сите власи се договориле со една своја и троштина да го излажат царот да не ги прими за војници. И така, кога се дала команда на војската да маршира пред царот и кога минувала влашката чета, сите куцале со една нога. Гледајќи го царот тоа чудо, ги сопрел и ги прашал зошто така криват со една нога. Честити царе, му рекле, ни ние не знаеме зошто станавме куци на едната нога, ама сите го оддаваме на провидението Божие, за да не бидеме војници, оти не сме способни и може би некоја штета да ти нанесеме на црштината. Слушајќи ги тие зборови, набожниот цар се уверил оти Господ ги накажал и веднаш ги отпуштил. Од тој ден куцале уште неколку дена и си се оправиле да си одат прави и здрави. Арно, ама прекарот им останал да се викаат куцовласи и до ден денеска. Грешна диагноза. Војдан и Климе што туку го завршиле медицинскиот факултет и еден ден се сретнале во градскиот парк. Седејќи така на некоја клупа во паркот, почнале да разговараат за медицинската наука. Војдан му вели на Климент: "Абре, Климе, јас толку сум ја усовршил медицината што нема каде." "Ти верувам," му рекол Климе, "исто и јас како тебе, добро сум ја усовршил медицината. Можам дури оддалеку да му ја откријам диагнозата на болниот." Пријателе Климе," му рекол Војдан, "и ти си ја усовршил медицината како мене, истото можам и јас да го сторам." Во тој момент еден човек на 50 на метри идел кон нив и во одењето се крлал, де лево, де десно. Тогаш студентот Војдан му рекол на Климе: "Ајде, пријателе, да се ја видиме нашата наука." Кој ќе му ја открие на оној човек точната диагноза, од што болува, што оди така. Додека идел човекот кон нив, тие се мислеле. Најсетне, Војдан рекол една болест, а Климе рекол друга болест. Кога дошол човекот до нив, им рекол: "Добар ден, пријатели. Дал ти Бог добро?" му одговориле тие. "Абре, пријател, како што одиш, гледаме некако не си арен со здравието. Можеш ли да ни кажеш од каква болест страдаш?" Пријатели мои," му рекол човекот, "вие како да сте некои доктори, штом вака ме прашувате. Па да ви кажам, ниту сум страдал, ниту пак сакам да страдам. А тоа што се крлам така ми остана како табиет од времето кога работев со бродовите. Оти долги години патував по океаните и како се крлаше бродот, така се крлав и јас. Па ете, тоа ми остана како доживотна маана." Тогаш двајцата студенти се усрамиле и едниот му рекол на другиот: пријателе, за џабе ни беше фалењето и тебе па и мене. Кога на еден ваков човек не можевме да му ја откриеме мааната, а како ќе откриеме диагноза на човек со сериозна болест? Затоа се рекол зборот: "Кој многу се фали, тој помалку пали." Селанецот го надетрил аптекарот. Во турско време еден селанец станал рано,
се облекол во подебели алишта бидејќи било есен, ставил малку слама во опинците за да му биде потопло и отишол на пазар. Потоа заминал покрај градската аптека за да земе некој лек. Погледал во аптеката, а во тој момент аптекарот преку стаклото го видел селанецот и бидејќи од опинците му се гледала сламата, му викнал како крава, му, исмевајќи го селанецот. Селанецот се направил како да не го забележал подсмевањето, влегол во аптеката и му рекол на аптекарот: "Дајте ми 100 ока слама за кравата." Аптекарот се навредил и со лутина му рекол на селанецот: "Ова не е дуќан каде што се продава слама за добиток, туку е аптека за продавање лекови за болни луѓе." Тогаш селанецот му рекол на аптекарот: "И јас првин мислев да купам лек за болната жена, но кога чув како мукаш како крава, си помислив дека влегувам во дуќан каде што се продава слама за добиток." Неучениот поп. Еден селски поп на сирни поклади или на чисти понеделник избројал оти од тогаш до Великден имало токму 50 дни. За да не заборави кога ќе паднал Великден, тој си одброил 50 зрна граф и се ги клал во џебот, да секој ден си исфрлал по едно зрно. Така мислел тој да прави дури да се свршат сите зрна, да тогаш да го празнува Великден. Арно така си кроел попот. Ама еднаш, кога тој си легнал да поспие дома, мантијата му била обесена над зидот, па попадијата побарала нешто во џебовите. Когаш што да види, џебот му бил полн со граф. Таа не знаела зошто му бил гравот на попот, а и се сторило оти тој многу го сакал, та дури и џебот си го наполнил со неварен граф. За да му го стори кефот на попот, таа зела уште еден грст граф, та му го дополнила џебот, а на попот ништо не му рекла, не му кажала. Тој си станал од спење, се облекол и си отишол по работа. Тој не разбрал што му сторила попадијата и пак секој ден си вадел од џебот по едно зрно граф и го исфрлал. Фрлал, а зрната никако не се довршувале. Великден приближил, а џебот уште му бил полн со граф. Дошол Великден, а гравот не бил исфрлен од неговиот џеб. На Великден рано утрото се собрале селаните и го прашале: "Попе, кога ќе дојде Великден? Се уморихме од постење, сакаме веќе да си касниме малку мевце. Оваа година нешто ни се гледаат подолги постиве, како многу да се забави Великден." "Постоите малку, почекајте селани," рекол попот, "да видам што ќе кажат зрнава." И тој ја пикнал раката во џебот да преброи да види уште колку зрна му останале, та да им каже уште колку дни имало до Великден. Броел кутриот поп, ама пусти зрна не се добројувале, та им извикал: "Како што ми кажува Гравов, ни годинава ќе имаме Великден ни в година." Од тука станале селаните и си се разотишле секој дома ужалени, зашто го немало уште Великден. Станал и попот да си оди дома. Поминувајќи низ село, на селското буниште видел фрлени лушпи од црвени јајца и од тоа познал оти Великден дошол, та им извикал на селаните: Селани, дошол Великден, денеска е Великден." И така сите се зарадувале со Великден. Кој го украде сеното, тој ја има мувата на капата. Некој човек си имал сено во племната. Друг му се навртел, та му го крадал. Стопанот на селото од ден на ден гледал, оти сеното му се намалувало и оти некој му крадал, ама не можел да разбере кој бил арамијата. Таму бил и стопанот на сеното и арамијата. Стопанот не знаел сигурно дали навистина бил тој или некој друг. Се отворил збор меѓу нив за крадењето сено и за тоа кој ќе биде тој што го крадал. За да дознае која е арамијата, стопанот им рекол: "Сега јас ќе го најдам арамијата." Тој што го украде сеното рекол тој си ја има мувата на капата. И навистина тој час арамијата мавнал со раката по капата за да си ја истера мувата, без да се сети оти ќе го познае. Стопанот в часот го познал и викнал: "Ете како го познав и го најдов арамијата", и го фател за рака. Граѓанинот и селскиот пријател. Некој граѓанин имал еден селски пријател и честопати го посетувал, особено на есен кога имало се за јадење. Еднаш кога отишол го нашол пријателот во лозијето каде што берел грозје во кошницата. "Добар ден, пријателе, а ирлија грозје береш?" му рекол граѓанинот. "О, добар ден и аир да имаш пријателе," му одговорил селанецот. "Па еве дојдов да наберам малку грозје за децата да каснат. Парно и ти што дојде да касниш малку грозје. Еве касни од кое сакаш, имам доста сорти."
И ако можеш, набери си малку и за дома да му однесеш и на твоите деца, оти знам како е во градот, таму нема како на село. Таму треба да одиш на пазарот за едно гровче и кој знае колку треба да платиш. Затоа ти велам, касни си и скини си за дома. Добро, пријателе, многу ти благодарам. Вакви пријатели како тебе ретко се годат. Јас многу сум среќен со тебе. И ти кога ќе дојдеш во градот, јас ќе ти дадам нешто за децата, ако не друго, барем по едно симитче. Граѓанинот се најал грози и од големо задоволство уште еднаш му заблагодарил на пријателот и најсетне го прашал: Абре, пријателе, јас се најадов грозје, ама не ми текна да те прашам докаде е твоето лозје? Па ете таму до оној багрем и до тој камен, а ваму до онаа меѓа. А чие е она празното место потаму? И тоа е мое, само е така како мезре. Бре, пријател, му рекол граѓанинот, а зошто не го посадиш и тоа место што е празно? Јас да сум сето тоа ќе го посадам лозје. Па гледаш колку е сладко. Ако сето тоа го посадиш, тогаш ќе имаш и за тебе и за пријатели. Добро велиш, пријателе, му одговорил селанецот. Ќе размислам за тоа, можеби ќе го сторам идната пролет. На пролет граѓанинот пак навратил в село кај својот пријател, но овој пат го нашол како го копа лозјето. Добар ден, пријателе, ја ирлија да ти е работата, му рекол граѓанинот на својот пријател. Добар ден, пријателе, го отпоздравил селанецот и го поканил да влезе во лозјето. Пријателе, се сеќаваш есеноска што правевме муабет, па затоа така направив да видам што правиш, му рекол градскиот пријател. Ете, пријателе, дојдов да го копам лозјето, па за друго ќе видиме. Туку ако сакаш, земи ја дуријата малку да ми помогнеш за да завршиме понапред и да си одиме дома за ручек. Пријателот ја зел дуријата и почнал да копа. Копал, дури не се изморил. Кога видел дека за сладкото грозје требало многу работа, му рекол на пријателот: Абре, пријател, ти есеноска ми кажа докаде е лозјето твое, само јас заборавив, можеш да ми кажеш пак? Селанецот истото му го кажал. Бре, пријател, му рекол граѓанинот, што ти треба толкаво лозје? Јас мислам доста ти е она парче околу нас. Мој пријател, му рекол селанецот, ти така велиш, ама тогаш не ќе има многу за мојата фамилија, камоли и за пријатели како тебе. Кога го слушна тоа, градскиот пријател ја оставил дуријата и го исправил патот за в град. И уште еднаш не му текна да наврати в село кај неговиот пријател. Значи секој прво треба да види мака, па тогаш да му текне дека без пот нема род. Итар-Пејовата измама. Итар-Пејо, познато е, во своето село имал голема чест како умен и итар човек. Некои негови соселани, тројца на број, му завидувале на честата, се договориле да му го оцрнат убавото име, измамувајќи го со некоја поголема итрост. Во некое село блиску до неговото секоја година се одржувал панаѓур каде што се продавали јадри добици. Итар-Пејо си имал една многу добра и ранета крава, та ја зел да ја отера на панаѓурот за да ја продаде. Одејќи си на панаѓур по патот, Итар-Пејо ги сретнал тројцата договорени завидливци негови. Тие пред време се враќале од панаѓурот, не сите заедно, ми еден по еден. Првиот што го сретнал, откако го поздравил како што е адет и го прашал Итар-Пеја каде одел така со кравата. Итар-Пејо, не знаејќи ништо за нивниот договор, му кажа дека ја тера кравата на панаѓур за да ја продаде. А завидливецот му рекол: кравава твоја како што е олку убава угоена, ако би немала уште опашка би се продала за висока цена, оти на панаѓурот многу се барале без опашести крави, рекол тој, многу скапо се продавале. Итар-Пејо измамен и ја пресекол опашката на кравата и си тргнал по патот. Потоа му го среднал вториот злобник, та и тој сторил со Итар-Пеја како и првиот и го научил да ја ги скрши роговите на кравата. Најпосле уште понатаму го сретнал третиот, па тој го научил да ја ги пресече и ушите на кравата. Итар-Пејо ја отерал на панаѓур својата угоена, а окастрена крава. Се собрале околу неа мнозина купувачи, оти многу им се свидела, та сакале да ја купат за дамазлак, ама им пречело окаструвањето. Најпосле Итар-Пејо немал што да чини, никој не му ја купувал за дамазлак, та ја продал на касапите за колење. А ќе ја прогултал ли измамата? Не, никогаш. Тој фатил веќе да се мисли како да се отплати за неа. Прво отплаќање Итар-Пејово.
Кога се враќал Итар Пео од Панаѓур, ги сретнал тројцата своји лажачи договореници, како се радувале за лагата што му ја направиле, ама овој без да си го искаже јадот се престорил и Боже им благодари што му сториле големо добро, што го научиле да ја скастри кравата, та да си ја продаде по цена многу повисока отколку што ако би била целосна. Та затоа и ги викал да ги служи крчма, за да им ја покаже со тоа големата благодарност. Итар Пео си имал дома 2 зајачиња. Кога ќе дошле дома кај него лаш пријателите, тој си пошол на нива, таму негде блиску, колку што можел да се чуе гласот од дома му, а на жената и нарачал кога тие ќе дојдат да ги задржи дома, а нему да му го пратат Божем зајачето за да го викнете и тој бргу да стаса. Гостите си дошле, а Итар Пео веќе бил на нива. Жена му ги поканила да поседат и да почекаат малце и им рекла оти мажот и бргу ќе си дојде. Тие седнале, а жената го извадила едното зајаче пред гостите и му нарачала да оди на нива да го викне мажот и Итар Пеа, зашто му дошле гости, да го пуштила на патот. Пците селски, кога го виделе дивото зајаче, се загнале по него со силно лајање, а тоа од страв прснало да бега и се изгубило. Итар Пеа од нивата ја чул засилената кучешка врева во селото, се загнал и тој час стасал дома си. Откако ги поздравил гостите со добродошле, тие го прашале како знаело ти тие дошле, та што толку бргу тој стасал. Итар Пео им одговорило ти тој си има едно зајаче, та тоа дошло на нивата и му кажало. Гостите посакале да го видат умното и брзо зајаче. Итар Пео им го извадил второто зајаче, оти првото го немало веќе, тоа уплашено од пците си избегало и не се вратило. Гостите, кога го виделе, се почудиле на зајачката умштени и посакале да му го купаат. Тој Божем не сакал никако да им го продаде, ама најпосле не можејќи да им го расипе кефот се согласил, те им го продал за цена колку што чинела неговата окастрена крава и нешто повеќе. Гостите си го зеле зајачето и си пошле, а оти биле тројца, не можеле никако да се погодат кој од нив да го има. Се погаѓале како се погаѓале, најпосле се погодиле вака. Секој од нив да го има по некое време. Прво еден, после друг и најпосле третиот. Кога си отишле од Итар Пеовата куќа со се зајачето, одејќи си на пат, се оддалечиле еден од друг до една далечина, за да го клаат на работа зајачето сите тројца наред. Според договорот, фатил првиот да му порачува нешто на зајачето, да оди да му рече нешто на другиот пооддалечениот. Ама само што го испуштило од раце, Божем да оди кај другиот, тоа прснало да бега каде очи му гледале, а не каде што го праќале. И така со изгубувањето на зајачето, тројцата Итар Пеови зломисленици скапо му ја исплатиле кравата и претрпеле штета од првата половина од неговата лутина. Второ отплаќање Итар Пеово. Лажните пријатели Итар Пеови, разлутени од лагата со зајачето, намислиле и се договориле да го отепаат. Итар Пео ја сетил нивната мисла, та ги викнал нагости Божем да ги смири, а повеќе да им наплати уште поскапо. Тие отишле дома со мисла да го тепаат. И кога го чуле Итар Пеа како и нарачува на жената си да готви сладка вечера од многу турли и манџи, си рекле меѓу себе: ајде понапред да се гостиме еднаш на вечерата, па сетне да го отепаме. Помеѓу тоа време Итар Пео извадил ракија и мезиња. Тие пиели, се повеселиле, а најсетне дошол веќе време и за вечерање. Итар Пео и повелел на жена си да ја стави софрата и да ги донесе манџите. Жената ја ставила софрата и ја донесла првата манџа. Откако си изела таа, требало да се донесе втора наред. Арно ама, жената, како што се договарала со мажот си, му рекла тогаш оти не ја сготвила втората манџа што ја порачал. Тој тогаш Божем се разлутил на неа и ја ругал, та и повелел да ја донесе третата манџа. Таа ја донесла, а откако ја изеле и неа, требало да ја донесе и четвртата. Жената сторила и за неа како и за втората, не ја донесла, оти не ја сготвила. Така исто не ја сготвила и не ја донесла ниту петтата, ниту шестата, ниту пак некоја друга манџа. Итар Пео Божем се разлутил многу на жена си, оти него послушала да ги сготви сите манџи што и ги бил порачал и со непослушноста своја го усрамила пред тие честни гости. Бели образи што дури врз неа го истргнал ножот, та ја заклал пред нив. Жената паднала мртва, шурнале крви од грлото и Божем умрела. Гостите се почудиле и се потресле од лудоста Итар Пеова и многу се ужалиле за кутрата домаќинка, та многу го ругале зошто така да ја заколе.
А Итар-Пео ги успокоил и им рекол: пријателе, бидете мирни, ви се молам. Јас ако не и правам така на жена ми, таа би ми се качила на вратот. Почекајте малце, нека се помачи, та ќе видите. Јас си имам една свирка или шупелка, ќе засвирам и таа тој час ќе оживее. И навистина, по малце време Итар-Пео извадил од појасот една шупелка, засвирил и жена му малце по малце се свестила, оживеала и станала на нога. Сето тоа било лага Итар-Пеова. Тој уште однапред се договорил со жена си и завил околу вратот едно црево полно со крв, што после истекла кога Божем ја заклал. Гостите се почудиле на свирката, каква сила имала таата да оживува умрени луѓе. Му ја посакале да им ја продаде. Итар-Пео се престорил Божем не сака да им ја даде, а кога многу му се товариле, не можел да им го расипе атерот, та им ја продал за една скапа цена. Ја зел прво едниот, па се загнал дома да ја проба на жената си. Се престорил и се налутил на неја, па ја заклал. Зел после свирката, свирел Божем да ја оживее, ама таа не станувала. Таа си умрела, а мртов човек не може со ништо да оживее. Се сетил првиот човек и никому не кажал. Ја дал свирката на вториот другар. И тој исто сторил како него. Најпосле и третиот ја заклал жената си и не можел да ја оживее. Откако сите тројца свршиле работа со жените си, ги заклале, се нашле негде и си раскажале еден другому за измамувањето си. Та се покајале и не помислувале веќе да го отепуваат Итар-Пеета од страв да не им направи некое поголемо зло, а се договориле да се пожалат на селото, тоа да му чини чаре како на лош човек. Трето отплаќање Итар-Пеово. Кога тројцата Итар-Пеови пријатели се пожалеле на селото за пакоста што им ја сторил со свирката да се ги заколат жените, селаните се собрале на собери и досудиле Итар-Пео да го фрлат в море. Го фатиле, го нагнетиле во една вреќа и го зашиле, та го дигнале и го носеле да го фрлат в море. Кога дошле крај морето, го оставиле и не знам заради што се загнали и се разотишле кој нагоре, кој надолу, туку речи нешто чудно се сторило таму негде наоколу, те да видат што било. А тогаш Итар-Пео викал однатре, од вреќата: не сакам, не иќум. Таму наблиску имало еден овчар што си пасел овци, та кога ја видел вреќата се приближил да види што ќе биде тоа нешто. И кога дошол до неа, чул однатре глас: не сакам, не иќум. Овчарот видел во вреќата човек и го прашал: што не сакаш, што не иќеш? А Итар-Петар однатре му одговорил: селаните се собраат, та ме натисна овде да ме клаат цар, а оти јас не сакам, сакаат да ме фрлат в море. Тогаш овчарот му рекол: ако не сакаш ти, јас сакам. Кога е така, повторил Итар-Пео, одврзи ме, влези ти во вреќавата, кога ќе дојдат селаните, речи им: ти сакаш, се чиништа, нека те клаат тебе. Овчарот ја одврзал вреќата и Итар-Пео излегол, а наместо него влегол овчарот, откако понапред си ги разменили јалиштата. Овчаровите ги облекол Итар-Пео, а на овој овчарот. Итар-Пео го врзал арно во вреќата и го оставил, па си го зел овчаровиот крлик и пошол при стадото. Помеѓу тоа време стасале и селаните, дигнале вреќата на рамо за да ја фрлат в море, без да знаат што се сторило во тоа време со вреќата. Овчарот однатре викал: сакам да се сторам цар. Селаните кога чуле така си помислиле од Итар-Пео полудел од страв, се поулавил, та привјасале да го фрлат побрегу и го фрлиле, па си отишле без да знаат кого фрлиле в море, дали Итар-Пеа, дали сиромавиот овчар, и го удавиле. По малку време го виделе Итар-Пео кај терал стадо овци и се почудиле. Од кај излегол со овци? Па го прашале: како така, Пео? Ние те фрливме в море да те удавиме, а ти кај си ги нашол тие овци? Ете така, им одговорил тој. Вие ме фрливте в море да ме удавите, а јас си извадив цело стадо овци. Ами зар има таму многу овци? Го прашале. Многу, им одговорил тој. Има, во дното и повеќето излегуваат црни, колку сака човек може да си извади. Тогаш селаните полакомени за овци пошле сите да се фрлат во морето за да извадат. Првин си рекле нека се фрли попот, па ако извади тој, тогаш се фрламе и ние. Најнапред се фрлил попот со се камилавка и пропаднал до дното, а камилавката му пливнала над водата. Селаните кога ја виделе им се сторило тие црна овца што ја извадил попот, а вчас сите се нафрлале во морето и се удавиле. Ете како Итар-Пео им се отплатил и на селаните што сакале да го удават.
Од тоа останала и пословицата: фрли го во морето, а тој ќе ти излезе со стадо овци. Итар Пејо знае турски. Дошол еден турчин во Мариово. Ги собрал мариовците и ги прашал како може конјот да јаде сено. Тие не можеле да го разберат турчинот што им зборувал, па кметот му рекол на курирот: оди викни го Итар Пејо, тој знае да зборува турски, зашто понекогаш одеше во градот кај турците. Дошол Итар Пејо и му рекол на Агата: што бараш? Сено за конјот. Тоа го рекол турчинот и му покажал на Пеја на покривот од куќата, кој бил покриен со рж и кој бил зараснат со трева. Тогаш Итар Пејо им рекол на мариовците: Агата вели да му го качиме конјот горе на покривот. И зеле мариовците да го качуваат конјот на Агата врз куќата на покривот, за да ја пасе сламата. Рибина чорба. Тргнал Пејо еден петок со своите мариовци на пазар. Одејќи така патем видел една бара во која имало доста риби, па бидејќи било петок и не се мрсело, Пејо решил да направи ручек со риби. Но барата била длабока и рибите не се фаќале. За Пејо да ги испечел, па мариовците почнале да јадат лепи кромит. Пејо си велел како за себе: и ова не е право, гледај риби и јади кромит. Па како да се досетил, скокнал од местото, ја извадил лажицата од торбата и им рекол на другарите: лажиците бре другари, не гледате ли колку рибина чорба има пред нас, а ние јадеме лепи кромит. И самиот седнал до барата и почнал да срка од водата во која се префрлале сладките мремчиња, шаранчиња и разни други риби. Селаните го послушале и се наредиле околу барата, та се насркале од рибината чорба. Итар Пејо во Скопје. Еден ден Итар Пејо решил да се прошета подалеку од својот крај и да види како живеат луѓето по големите градови. Бидејќи Прилеп и Битола беа поблиску и почесто ги посетувал во пазарните денови, сега се решил да дојде во Скопје. Ама кај Пеја немало многу мислење, та само што помислил, си го зел магаренцето и заминал. До Прилеп дошло со магаренцето, кое го оставил во Анот и оттука со воз право во Скопје. Пристигнал уште рано наутро и се рашетал низ скопските улици, застанувајќи овде-онде по излозите. И околу ручек време одседнал во Метропол да се одмори, а се разбира да руча и да се напие нешто. Седел што седел и откако видел дека кај него не доаѓа никој од келнерите и келнерките, почнал да вика: а бре другари, али што сте, како да ви речам, уште ли ќе чекам да дојдете и мене да ми донесете да се напијам нешто, како на овие господа што седат овде. И покрај тоа што бил настојчив, тие не сакале да го погледнат Пејо, кој бил облечен во своите селски испарталени алишта. Гледајќи ги луѓето околу него, сите облечени кој од кој во поубава облека, Пејо како да се досетил во што е работата и го напуштил ресторанот. Пошол во стоковната куќа која му била најблиску, на брзина купил нови алишта, се облекол, ја ставил шапката на глава, се избричил и повторно се вратил во ресторанот. Само што седнал и одеднаш како седа се изменило. Веднаш една келнерка се упатила кон него. Повелете, господине. А Пејо, без да се мисли, и речи: амори другарке, ќе ми донесеш 1 кило кафе. Келнерката се збунила од Пејовото барање, зашто знаела дека кафе никој не пие во толкава количина, па повторно го прашала: господине, навистина ли сакате килограм кафе? Емори, сестро, колку пати сакаш да ти кажам? Кај мене лага нема, нели ти велам кило ќе ми донесеш, па што чини ќе ти платам. И се фатил за џебот. Келнерката, откако се уверила дека навистина сака кило кафе, му донела еден полн чајник и еден филџан да се служи господинот. Го оставила филџанот на маса, а чајникот го подготвила да му тури од кафето. Ама Пејо не ја оставил да му тури во филџанот, туку ја фатил шапката од глава, ја ставил на масата и рекол: невесто мори, ти се молам како на сестра, тури ми од кафето во капата. Келнерката сега уште повеќе се збунила и го прашала: како така, господине, кафето не можете да го пиете од шапката? Пејо бил упорен и таа го истурила во шапката. И тогаш, сакајќи да ја даде на знаење во што е работата, се развикал:
Како, рекол, кафево не е за мене, туку за капати за овие стопанкини алишта. Ако беше за мене, ќе ме почестеше уште првиот пат кога бев облечен во моите мариовски алишта. Келнерката, усрамена од паниката што ја предизвикал Пајо, ја напуштила масата, а тој пак продолжил да им објаснува на љубопитните граѓани во што е работата. Насредин Оџа се инаетел со жената. Си живеел еднаш еден Насредин Оџа. Еден ден тој со своето магаре се вратил од собирање дрва. Растоварајќи ги дрвата, се договорил со жената кој да оди и да го напои магарето. Жената му рекла: "Ти оди, Оџа." А Насредин Оџа пак и рекол: "Ти оди, жено." Не се погодиле двајцата. Тој ти оди, таа ти оди, па рекле: "Кој прв од нас двајцата ќе проговори, тој ќе оди да го напои магарето." Ево таков случај, овој молчи, таа молчи. Не можела повеќе да издржи жена му и отишла кај соседите. Токму тогаш во нивната куќа влегол еден крадец. Крадецот им ја ограбил целата куќа, па потоа си заминал. Оџата само молчел, ништо не кажал. Потоа се вратила жена му од кај соседите. "Еј," рекла, "човече, погледни, куќата ја испразниле, а ти не си ги спречил." Рекол Оџата, "Жено, ти прва проговори, ти ќе го напоиш магарето." Гласот утре ќе се чуе. Една вечер, кога Насредин Оџа се враќал дома со соседот заедно, здогледале како некои кратци ограбуваат еден дуќан. Еден од кратците се обидувал со турпија да го пресече катанецот на дуќанот. Соседот му рекол на Насредин Оџа: "Абе, Оџа, гледај овие што прават." "Луѓето," рекол Оџата, "на виолина свират." "Каква е оваа виолина, бе? Каде е гласот од виолината?" Рекол Оџата, "Гласот на оваа виолина утре ќе се чуе." Докаде дошла техниката на железницата? Двајца роми се качиле еден ден во воз за да патуваат, и тоа едниот од Скопје за Белград, а другиот од Скопје за Гевгелија. Но и двајцата влегле во ист воз кој одел за Белград. Во вагонот Абдула го прашал Мустафа: "Кај одиш, Мустафа?" Мустафа му одговорил: "Јас одам за Белград по работа, ами ти кај одиш?" "Јас одам за Гевгелија." Најпосле заклучиле: "Бре, докаде дошла техниката на железницата, истовремено со еден воз да патуваш во две насоки, и за Белград и за Гевгелија." Час по физика. Наставникот Дамјан на еден час по физика им предавал на учениците на тема како се произведува и како се спроведува струјата. Следниот час, пред да почне со предавањето на нова тема, прво сакал да ги провери учениците кој колку запомнил од предавањето од претходниот час. На прашањето кој ќе му повтори како се произведува и како се спроведува струја, за одговор се јавиле повеќе ученици, меѓу кои и ученикот Трајче. Тој бил многу сигурен во одговорот и од сите други највисоко ја кренал раката. Наставникот Дамјан го прозвал него да одговара. "Ајде, Трајче, ти највисоко ја крена раката, па ајде да слушнеме што ќе кажеш." Трајче станал и почнал да зборува. "Господине наставниче, вчера вие ни предававте на тема како се произведува и како се спроведува струја. Рековте дека струјата се произведува во хидроцентрали, термоцентрали и друго, но вие заборавивте за уште една работа." Наставникот го прекинал и му рекол: "Ајде, кажи на која друга работа мислиш?" "Па видете, господине наставниче, освен во хидроцентралите и термоцентралите, струја се произведува и во зоолошката градина." Кога наставникот ги слушнал зборовите на Трајче, малку се позамислил и рекол: "Ти, Трајче, денес некако не си сериозен. Дури и со мене си почнал да се шегуваш. Па како може зоолошката градина да произведува струја? Кој ти го кажал тоа тебе?" "Да, господине наставниче, јас сум сигурен во тоа. Синоќа имавме семејна слава и едно време ни угасна струјата. Тогаш дедо ми рече: "Ах, некој мајмун ни ја прекина струјата." Нели тоа, господине наставниче, е доказ дека и зоолошката градина произведува струја?" Наставникот Дамјан се поднасмевнал и му рекол на Трајче: "Добро, Трајче, тогаш повикај го дедо ти да биде ваш наставник. Белки ќе пронајде и друго место за произведување струја, а тогаш
струјата ќе ни биде многу поевтина. Писмо до Господа. Сиромавиот спасе, поради големата сиромаштија, му испратил на дедо Господ едно писмо. Во писмото напишал дека бил многу сиромав и го замолил да му испрати барем $500. Кога писмото стигнало во поштата, поштарите почнале да се чудат, оти писмото било испратено до Господ. Го викнале шефот на поштата за да го прашаат што да прават со писмото. Шефот го видел писмото и им рекол на поштарите: "Ја отворете го да видиме што пишува." Поштарите го отворили и го прочитале писмото. Виделе како сиромавиот на Господ му се моли да му испрати барем $500. Кога го слушнал шефот тоа, си рекол: "Овој мора да е ептен сиромав човек." Тогаш им се обратил на поштарите: "Па ајде, бидејќи дотаму дошол и на Господа му се моли, ставете $300 во писмото и вратете му го на сиромавиот." По некој ден Спасе го добил писмото. Кога видел само $300, тој повторно му испратил писмо на Господ и во него му пишал: "Дедо Господе, друг пат немој да ми праќаш пари преку пошта, оти тие ми ги крадат. Ти ми испрати $500, а тие ми дадоа само 300. И така Спасе сиромавиот, како што бил сиромав за пари, така бил сиромав и за ум. Темелко ќелавиот. Темелко ќелавиот еден ден решил да руча во ресторан. Отишол во најблискиот ресторан, седнал на столот пред некоја празна маса и го чекал келнерот да му порача јадење. Кога дошол келнерот, Темелко гледа дека и тој е ќелав како него. Келнерот го прашал муштеријата: "Господине, што сакате за ручек?" Темелко се помислил и му одговорил: "Па донеси ми тавче гравче, но пред тоа прво донеси ми една супа." Келнерот босилко отишол во кујната и му донел прво супа. Кога почнал Темелко да срка од супата, во неа забележал неколку влакна. Го викнал келнерот и му рекол: "Абре, пријателе, ако имаш еден чешел да ми донесеш?" Келнерот се поднасмеал, мислел дека муштеријата се шегува, па му одговорил: Имам, пријателе, само што ќе чешлаш, гледам и ти си ќелав како мене." "Па сакам да исчешлам супата," му рекол Темелко. "Гледаш ли колку влакна има во неа?" Пријателе, прости ми," одговорил келнерот. "Може би некоја влакно ми паднало од мојата коса." Темелко зачудено му одговорил: "Значи, супата е толку стара од кога си имал коса на главата? Тогаш земи си ја назад, оваа супа е за добиток, а не за мене." Темелко малку се подналутил, му ја оставил супата и си заминал. Продавачот на семки. Еден селанец отишол на пазар да продава семки од тиква. Застанал на едно ќоше и почнал да вика: "Ајде народе, тука продавам семки од тиква. Кој нема да купи, пишман ќе се прави, а кој ќе купи, памет ќе му дојде." Еден муштерија дошол и купил едно чавче семки. Тој ги изел семките и отишол малку понатаму. Си помислил: "Абре, чекај, тој мене ме излажа." Се вратил назад кај продавачот и му рекол: "Абре, семкар, па ти мене ме излажа. За толку пари колку што ти дадов, ќе си купев една голема тиква и од неа ќе извадев 10 пати повеќе семки од колку што ти ми продаде." "Па нели слушна ти, пријателу, кога викав дека кој ќе купи од овие семки, памет ќе му дојде. И ете, тебе веднаш ти дојде памет. Зошто тоа не го помисли пред да ги купиш семките? Но од кога ги купи семките ти дојде паметот." Тогаш купувачот му рекол: "Алал да ти е, од една страна ме излажа, а од друга ми даде памет да знам што да купувам." Волшебното огледало. Томе бил мошне сиромав селанец и еден ден се договорил со својата жена да оди на печалба. Го спакувал куферот и заминал. Во тоа време луѓето не само што биле сиромаси, туку биле и малку назадни од векот. Некои не знаеле дури што е тоа огледало. Кога отишол Томе на печалба, видел многу работи што воопшто не ги имал видено. Но најмногу се чудел со огледалото, оти во тоа време никој немал огледало во селото. Затоа едно огледало и купил на својата жена. По неколку години печалба, Томе решил да се врати дома. И еден ден го спакувал куферот со многу купени работи за жената и за децата и тргнал за дома.
Штом стигнал во неговата куќа, сите домашни го пречекале радосно и весело. Не можеле да истрпат кога ќе го отвори куферот за да видат што им донесол. Тој го отворил куферот и на сите им подарил по нешто. На жената и го подарил огледалото. Но жената, како што немала видено огледало, многу се чудела. Кога се гледала на него, мислела дека е слика и му рекла на мажот: "Па мажу, која ти е оваа на сликата? Зар со оваа си ги копаше очите на печалба? Срам да ти биде, во оваа ли толку си се заљубил? Па и ми ја носиш сликата дома да ја видам од какво сурме е? Таа ништо не е подобра од мене, дури можам да речем дека е и погрда." Жената се налутила и го треснала огледалото од зидот. Мажот не стигнал да ја објасни дека тоа не е слика, туку огледало на кое самата си се гледала. По извесно време, бидејќи мажот малку се збогатил од тоа што спечелил на печалба, решил да купи еден шифонер за да си ги приберат со жената новите алишта. И како што рекол, така и направил. Го купил шифонерот и го сместил во собата каде што спиеле со жената. Шифонерот од внатрешната страна имал големо огледало. Кога жената го видела шифонерот, многу се израдувала, но не и текнало да го види и од внатрешната страна. Другиот ден мажот ја отишол на пазар да си купи уште нешто за дома. Пред да излезе и рекол на жената да ги смести новите алишта во шифонерот. Кога таа го отворила шифонерот за да ги смести алиштата, што ќе види? Истата жена и се појавила на огледалото. Помислила дека жената што ја видела на малото огледало влегла во шифонерот. Жената многу се исплашила и брго истручала кај полицијата за да испратат еден полицаец да ја истера жената од шифонерот. Полицаецот дошол, но и тој немал видено огледало. Го отворил шифонерот и рекол на жената: "Па што ме викаш мене кога мојот колега е во него? Тој може би пред време разбрал и дошол да ти помогне." Полицаецот си заминал како да се свршила сета работа. Непотребна кавга. Во некое село живееле маж и жена. Тие си живееле сложно и со голема љубов. Мажот работел во градот како службеник во едно предпријатие. Поради неговата работа решиле да се преселат в град. Зеле под кирија еден стан на третиот кат. Кога жената дошла во станот, се и било непознато, оти таа никогаш не живеела во градски стан, затоа и уредите не знаела како да ги употреби. Еден ден, кога мажот отишол на работа, жената, како и секогаш, се зафатила со домашните работи. Да го исчисти станот, да сготви ручек за кога ќе дојде мажот од работа, да е се готово. Првен сакала да го проветри станот и отишла да го отвори прозорецот. А прозорецот наместо пердиња имал ролетни. Кога сакала да ја отвори ролетната, таа сама се собрала во горниот дел на прозорецот. Жената се исплашила, мислејќи дека комшивката што живее на четвртиот кат и го зела пердето. Не можела да издржи и веднаш се качила на четвртиот кат и почнала да се кара со комшивката. "Амори, никаква комшике, ако ти требаат пердиња да одиш да си купиш, а не да ми ги крадеш моите. Вечер кога ќе дојде мажот ми, тогаш ќе се разбереме поубаво туку, дај ми го пердето, за да не стане голема ѓурултија." Комшивката, кога ги слушнала тие зборови, се зачудила и рекла на жената: "Мори комшике, ти ова утро изгледа не си добро наспана. Па за какво перде зборуваш и какво перде од мене бараш? Јас ниту ти фатив перде, па ниту видов твое перде. Јас си имам пердиња и поубави од твоите. И тешко мене ако чекам на твоите пердиња." Кога жената видела дека комшивката не ја признава, се вратила во својот стан и цел ден се думала како ќе му каже на мажот. Се плашила да не направат некоја голема расправија, па да ги истераат од станот. Кога дошол мажот и од работа, забележал дека нешто не е во ред со жената, како да е задумана. Мори жено, што си денес толку замислена? Дали што те оставив сама или некој те навредил?" Море мажу, му рекла жената. "Ако знаев дека ќе ме донесеш да живеам со овие арамии, немаше да дојдам тука. Уште од првиот ден почнаа да не крадат." Кога го слушнал тоа, мажот и се вознемирил и ја прашал: "Амори жено, што ти се случи? Што ти е украдено? Јас ништо не гледам украдено, сите работи се тука." Море мажу, му рекла жената.
Ти велиш дека се е тука, а погледни го прозорецот, ќе видиш дека нема перде. Денес кога ти замина на работа, отидов да го отворам пердето од прозорецот и штом го фатив, веднаш комшивката од 4-тиот кат ми го тргна нагоре и ми го зеде. Кога видов, веднаш ојстрчав да и се скарам и да и го земам пердето, но таа не ми признаваше дека го зела и не ми го даде. Затоа денес сум толку загрижена. Ако комшиите вака не крадат, подобро да се вратиме в село, таму нема никој да не краде. Кога го слушнал тоа, мажот му текнало дека заборавил да ја каже на жената како се работи со ролетните. Станал, отишол до прозорецот и ја покажал ролетната. Пасош за вол. Селанецот Трпе еднаш останал без пари. Но бидејќи му затребале за некоја домашна потреба, решил да го продаде волот. Бидејќи живеел близу до граничниот премин, а разбрал дека во селата преку границата воловите се продавале поскапо, решил да го префрли волот од другата страна на границата. И така еден ден Трпе го зел волот и тргнал кон граничниот премин. Тука го застанале цариниците и му побарале пасош, за него и за волот. Селанецот го носел својот пасош, ама за волот немал. Тој всушност и не знаел дека и за волот треба пасош. Селанецот се вратил дома уморен и разочаран. По некој ден Трпе пак решил да оди, мислејќи дека овој пат некако ќе успее да помине и да го префрли волот. Но цариниците пак го вратиле назад и му рекле: "Абре човече, ти мора да извадиш пасош и за волот, инаку нема да те пуштиме да поминеш преку граница. Ти треба да ги знаеш граничните прописи. Се што е живо не може да се префрли преку граница ако нема пасош." И овој пат Трпе немал што да прави и пак се вратил дома. Но сега почнал да размислува како и на кој начин да го префрли волот преку граница, бидејќи да оди до град му било далеку за да извади пасош за волот. Трпе, размислувајќи подолго време, му текнало како да го префрли волот. И еден ден и вели на својата домаќинка: "Домаќинке, ја меси ми 2 погачи, бидејќи пак решив да одам да го продадам волот. Овој пат белки ќе имам среќа." Домаќинката станала и му измесила 2 погачи. Трпе го спремил волот и ги зел 2 погачи. Едната му е врзал на волот горе на грбот, а другата му е ставил долу на стомакот. И така стасал до границата. Цариниците, како и порано, пак го застанале и му рекле: "Абре човече, колку пати ти рековме дека без пасош за волот не можеш да ја поминеш границата?" Тогаш Трпе ја бил сигурен дека овој пат ќе успее, им рекол на цариниците: Простете, сега овој не е повеќе вол, тој сега ми е сендвич." Цариниците повеќе немале што да му речат и го пуштиле селанецот Трпе со волот да ја помине границата. Бранко и Ранко. Бранко и Ранко биле големи пријатели и двајцата живееле во една висококатница. Бранко живеел на првиот кат, а Ранко на најгорниот кат. Кога сакале да разговараат меѓу себе, излегувале секој на својот балкон. Во тие моменти тие разговарале со повисок тон. Тогаш ги вознемирувале станарите кои што живееле помеѓу првиот и најгорниот кат. Кога станарите виделе дека Бранко и Ранко многу често ги вознемируваат со нивните разговори, се собрале и решиле да им купат по еден телефон за да си разговараат слободно, а и да не им пречат. Кога им ги купиле телефоните, им рекле: "Еве ви на вас двајцата по еден телефон. Од сега натаму ќе си разговарате по телефон, а некако досега да викате на балконите и да не вознемируваате." Бранко и Ранко им се заблагодариле на станарите за телефоните. Ги зеле и си ги поставиле во своите станови. Другиот ден, кога Бранко станал од спиење, сакал да го покани Ранко на кафе. Излегол како и секогаш на балконот и со сиот глас му викнал: "Ранко, Ранко, биди покрај телефонот, ќе те викнам на кафе." А Ранко му одговорил од најгорниот балкон: "Добро, добро, Бранко, ете покрај телефонот сум." Кога станарите виделе дека на Бранко и на Ранко не им помогнаа телефоните, се согласиле двајцата да ги стават во станови еден до друг. Од тогаш станарите почнале да си живеат мирно и спокојно. Во еднонасочна улица.
Еден возач си тргнал со колата на пазар во градот за да си купи некои работи за вкуќи. Градот не му бил доволно познат, а и тој не бил толку добар возач. Возејќи залутал и влегол во една еднонасочна улица. Влегол во улицата околу 100 метри и веднаш до него се појавил сообраќајниот полицаец и го застанал. Каде вака, пријателе? Ти некако си се забрзал и возиш по еднонасочна улица. Не размислувајќи многу, полицајецот го извадил тефтерчето и моливот за да го казни. Возачот не знаел што е тоа еднонасочна улица, па му се обратил на полицајецот. Аман, господине полицајецу, пуштете ме да одам, бидејќи ќе задуцнам за на пазар. Мој пријателу, му рекол полицајецот, доцна ти е сега. Па гледам дека ми е доцна, бидејќи ти ме задржа, пазарот веќе е завршен. Ете, сите коли се враќаат, а јас одам сега. Извадениот менувач. Јане никогаш во својот живот не се возел во кола. Еден ден, како што си одел пеш, еден добар и љубезен возач застанал и го зел во колата. Возејќи, возачот го прашал Јане од каде е, каде патува и така натаму. Стигнале до некое кафеанче веднаш до патот и тука застанале да се одморат и да се напијат по едно кафе. Се освежиле. Возачот имал да заврши некоја работа, а Јане се вратил во колата и почнал да го вади менувачот. Тргнал со цела сила неколку пати и некако успеал да го извади и го оставил настрана. Возачот си завршил оно што требаше да го заврши и се вратил во колата. Но тука што ќе види, во колата го немало менувачот. Му вели на Јане: бре, пријателе, да не виде кој влегол во колата, некој го извадил менувачот. Не, бре, пријателе, му рекол Јане, никој не влегол во колата. Менувачот јас го извадив за да не се мачиш. Од кога влегол во колата гледам како се мачиш, де натаму, де наваму и никако да го извадиш. Јас ете го тргнав неколку пати посилно и го извадив. Пријателе, не си ти крив. Јас сум крив што сум толку атерџија и ги берам од патот таквите прости луѓе како тебе.